Ракометарите на Металург забележаа победа против Слога Добив во рамките на 13-тото коло од СХ лигата. Во автокоманда Металург ја совлада последно пласираната екипа на Слога Добив со 28-18. Со оваа победа Металург изби на второто место со 27 бода. Металург постепено ја зголемуваше предноста која во последните 10 минути беше и двоцифрена. Тренерот на Металург Линор Червар на овој надпревар настапи без Дарко Станич, Ренато Вугринец, Филип Миркуловски и Иванчо Димовски кои одмараа во пресрет на последниот надпревар во Лигата на шампионите против Силкеборг. По тој повод денеска ракометниот клуб Металург во спортскиот центар Борис Трајковски одржа пресконференција по повод предстојниот надпревар од последното коло од Лигата на шампионите против дански Силкеборг. Сигурно да ćemo se mi boriti i da ćemo dati sve od sebe da pobjedimo. Da pobjedimo Silkeborg, kojega cijenim. Silkeborg ima u svom sastavu 4 igrača koja su igrala sada na netom završenom svjetskom prvenstvu u Španjolskoj. Сме во игра за втората позиција. Пред недела дена не беше до нас по поразот во Велење, но со надпревариве во неделното коло се отвори шанса повторно да сами одлучуваме за својата судбина. Кога веќе се пружи шанса, нормално дека сите сакаме да ја искористиме таа шанса, да победиме во недела и да останеме на втората позиција. Играме против екипа која ја познаваме, игравме против нив, ги победивме на гостински терен, што не мора или ништо да значи. Екипа која има 5 играчи, Лино испушти еден, Каспер Нилсен, еден подобар играч од одбраната нивна, која Jedan od najvažnijih u obrani. има 5 сребрени медали од последното светско првенство, што не може да не се работи за сериозен противник. И актуелниот шампион на СХ лигата Вардар Про постигна убедлива победа на гостувањето во Босна против тимот на Избичар со 34-21. Црвено-црните ја остварија 8-та победа и избија на третото место на табелата за Мешков Брест и Металург, а пред Загреб Кроација Осигурање. Вардар Про водеше во текот на целиот надпревар, а двоцифрената разлика беше остварена во последните 5 минути. Најефикасен во редовите на Вардар Про беше Филип Лазаров со 7 гола. Одличен настап на голот на Скопјани имаше и Градимир Чаневски, кој имаше 10 успешни одбрани. Во Лигата на шампионите синоќа се одиграа последните две средби од првата рунда во осмина финалето, а фудбалерите на Милан на преполниот Сан Сиро ја декласираа Барселона со 2-0 и им дозволија само еден шут кон голот на Абијати. Каталонците доминираа во посетот на топката во текот на целиот надпревар, но домакините беа одлично поставени во одбраната и со 2 гола во вториот дел обезбедија предност која ветува пред реманшот на Nou Camp. Резултатот го отвори Боатенг, кој одлично се снајде во 57-та минута од средбата и го погоди левиот долен нагол од голот на Валдес. Иако се очекуваше дека Барселона ќе притисне кон голот на росонјерите, Милан со прекрасниот волеј на Монтари во 81-та минута по одличното проигрување од Ел Шарави го зголеми водството и осигура предност која ќе го направи реманшот многу поинтересен. На вториот надпревар Галатасарај и Шалке одигра нерешено 1:1. Домакините победеа веќе во 12-та минута со голот на Бурак Илмаз, а во последната минута од првиот дел израмни Джермейн Џонс за Шалке 0:4. Реван средбите од осмина финалето во Лигата на шампионите се играат на 12 и 13 март. Кристијано Роналдо го одби новиот договор од Реал Мадрид. Клубот во летниот преоден рок најверојатно ќе се раздели со првата звезда во тимот Кристијано Роналдо. Причината е тоа што португалецот одбил да потпише нов договор со кралскиот клуб и покрај тоа што председателот на клубот Флорентино Перес му понудил зголемување на платата на 15 милиони евра. Одговорот на Перес бил дека Роналдо може да замине веќе во летниот преоден рок за минимална откупна клаузула од 80 милиони фунти со што се планира реконструкција на тимот. Медиумите во Шпанија го цитираат и агентот на напајачот кој тврди дека Роналдо го одбил новиот договор со образложение дека му е потребен нов предизвик во кариерата, а меѓу причините е дека не добил поголема плата од Меси, кој исто така го продолжи договорот со Барселона до 2018 година за годишна плата од 16 милиони евра. 11 средби се одиграа синоќа во NBA лигата. Во вечното дерби Лејкерси ги победи Селтикси со 113-99. Двајт Хауард конечно беше во свој елемент и со 24 поени и 12 скока ги предводеше Лејкерси до победа против Бостон. Кларк даде 14 поени со 16 скока, а Брайан Тинеш има ист ефект со 14 коша и по 7 асистенции. Кај поразениот тим
Пол Пирс постигна 26 поени. Джеймс Харден конечно им се одмазди на челниците на Оклахома, кои не се обидела да го задржат пред стартот на сезоната. Со брилјантна партија ги декласираше своите поранешни соиграчи, постигнувајќи 46 поени, 8 скока и 6 асистенции. Од 8 обиди за тројка погоди 7 и беше незаперлив. Джереми Лин исто така беше во свој елемент и му помогна на Харден со 29 поени, 8 асистенции и 6 скока. Кај Оклахома Кевин Дурент имаше трипл-дабл учинок, но беше прескромен, даде само 16 коша, 12 скока и 11 асистенции. Расел Весбрук беше најефикасен со 28 поени, 10 скока и 8 асистенции. Индијана Пейсерси во третото дерби го декласираше Њу Йорк со 34 поени разлика. Пол Џорџ со 27 поени, 8 скока и Девид Вест со 18 поени, 9 скока е тандемот што ги предводеше Пейсерси до голем триумф од 125-91. Кармело Ентони за Никс немаше своја вечер и постигна само 15 коша. Ги гледаме сите резултати од синоќа, ќе ги видиме и двојките за вечерва, каде треба да се одиграат две дерби средби, по една на истокот и западот.